Стружани изгореа за вода. Во 21 век, сред пеколни горештини, доведени се во ситуација да немаат доволно вода. Ситуацијата е повеќе од алармантна, реагираат стружани кои со денови не можат да изгасат джетта, а од водовод дури почнаа со рестрикции, но и казнувања. Првиот човек на јавното предпријатие уверува дека бил задоволителен капацитетот на изворите кои го снабдуваат градот со вода. Проблем биле дивите приклучоци и нерационалното користење на водата, која во попладневните часови стружани ја користеле за да ги наводнуваат бавчите. Наместо решавање на деценискиот проблем, надлежните ги исклучуваат пумпите и од полнок до 5 часот наутро го оставаат градот без вода. Во меѓувреме ловат диви приклучоци и пишат казни. Тоа е член 44 од Законот за води, значи што злоупотреба на вода и приклучување, диво приклучување, се казнува од 1000 до 3000 евра. Тоа значи ние сакаме, цела недела ги молиме граѓаните да не иде до тоа, знаеме економската состојба како е во државата, ги молиме како луѓе, но крајно мора и тие мерки да се преземат, пошто чекаме голем бран на странци да ни идат. Сакаме да ги чекаме со вода нормално, тие идат на одмор. Струга не постапува по примерот на Охрид, каде посебно во лето потребите од водоснабдување меѓу другото се задоволуваат со испумпување на вода од Охридското езеро. Но експертската јавност го наметнува прашањето дали може перманентно да се користи вода од Охридското езеро за пиење и колку е ова решение издржано. Крајна алтернатива е да се користи вода од Охридското езеро, за која што треба добро прочистување, филтрирање и дезинфекција. Се користуваат колку што знаме подземните води. Меѓутоа треба поголеми напори да се вложат во подетални истраги врз основа на она што го имаме како подземни резервоари и нивно одржливо користење. Во Струга допрва ќе се мапираат изворите кои имаат голема издашност и кои во иднина би можеле да се користат за водоснабдување. До тогаш, велат стружани, принудени сме да полниме садови со вода за секојдневните потреби, а бойлер, машина за перење и други уреди вклучуваме на скапа струја, што е невидена тортура.